Вечерашниот соговорник беше 14 години пратеник, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН, директор за комуникации во партијата. Добре за Илија Димовски. Добро најдов. Господине Димовски, од мокна политичка фигура 2006-2010, сега дел од вашите ќе речат, а и меѓу моите колеги реч, Илија Димовски стана маргиналец. Дали Мицковски сепак се дистанцираше од одредени луѓе кои важат за блиски до Груевски, или пак ве подготвуваат за иден амбасадор или можеби за некоја нова висока политичка функција? Дел од вашите колеги завршија како национални координатори во владата, дел ги подготвуваат за високи останати позиции. Каде сте? Ете, концепирањето на политиката секојаш има две нивоа. Првото ниво е кадровското, она што вие го прашувате. Второто ниво е политичкото, кое што не беше дел од вашето прашање. Јас сум исклучително задоволен од односот на мојата партија спрема мене, од аспект на тоа што имам простор да действувам во второто ниво, во делот на креирање на политиките. Јас бев еден од посериозните креатори на партиската програма за овие избори, парламентарни. Исто така учествував во концепирање на стратегијата и програмите за претходните локални избори. Присутен сум на скоро сите партиски форуми, каде што се одлучува, каде што се разговара околу тие прашања и апсолутно од тој аспект сум задоволен за третманот и односот на партијата кој што го има спрема мене. Во делот на она што вие го прашувате како кадровско позиционирање, воопшто не сум оптеретен во овој период од мојот живот. Околу тој аспект мислам дека треба да се даде простор и други луѓе во партијата да покажат дали знаат, дали можат, дали имаат капацитет, колку ќе бидат иновативни, креативни, така да се уште сум млад. Ако велите дека активно во позадина учествувате во креирањето на политиките на ВМРО ДПМН сега како владеачка партија, како вие ги доживувате коментарите дека оваа владеачка гарнитура како да е копи-пест на владењето на Никола Груевски, со објавување на билборди, со ветување дека името не го даваме, нема да го смениме уставот, нема да подклекнеме на бугарските диктати и така натаму. Видете сега, непријатно е секогаш за луѓето кои што ги обавуваат функциите да ги лепите и да ги споредувате со некого и да велите дека е копија или не е копија во смисла на политика. Јас го немам истото чувство. Ние сме иста партија, така? Луѓето кои што сега ги гледате на министерски позиции, на премиерска позиција, на парламентарни позиции, биле дел од партијата и тогаш, биле и предходно и пред Груевски да стане председател на ВМРО ДПМН, и јас сум бил дел од ВМРО ДПМН и пред Груевски да стане председател, и Николовски бил и така натака и така натака. Што да значи, не набројувам многу. Господин Димовски, што значи дека паѓа во вода тврдењето на дел од вашите сопартици високи функционери дека ВМРО, актуелното раководство на ВМРО ДПМН е расчистило со времето на Груевски, Мијалков и останати. Не, видете, тука раководството на партијата има многу јасна позиција повеќе пати, има и одлуки на Централниот комитет во кои што јас не сакам ни да премногу да навлегувам. Друга ми беше поентата која што сакав да ви ја истакнам, дека ВМРО ДПМН има свој континуитет. Одредени луѓе во одредени периоди од функционирањето на партијата се на раководни позиции во самата партија. Но поголемиот дел од луѓето кои што ги гледате и денеска на сцена се членови на ВМРО ДПМН пред Никола Груевски да е раководство на ВМРО ДПМН. Ме разбирате што сакам да ви кажам. Така да во тој дел континуитетот на ВМРО ДПМН, континуитетот на базичните политики, базичната идеологија, центар-десната идеологија и во делот на економските, идеолошките економски политики, и во делот на односот кон националните прашања, градење на добро образование, градење на солиден здравствен систем, либерална економија со дерегулација и така натака. Тие се прашања прозападната ориентација, про-НАТО, про-европската насока на ВМРО ДПМН се прашања кои што ги надминуваат периодите кои што вие ги поставувате како теза во вашето прашање. Заради тоа што тоа се базични постулати на целата политика на ВМРО ДПМН, потврдувани повеќе пати на конгресите на ВМРО ДПМН низ разноразни документи, некогаш се тоа доктрини, некогаш се тоа програмски постулати, некогаш е програма на ВМРО ДПМН, некогаш е изборна програма на ВМРО ДПМН. Но ако ги погледнете наназад со децении, не со години, со децении, тие се базичните постулати. Така да континуитетот на ВМРО ДПМН е
Гледајте го повеќе и низ призмата на тие идеолошки политички правци на партијата. Немојте секогаш, знаете, разбирам за луѓето е многу поедноставно сето тоа да го перцепираат низ призма на луѓе, на кадрова политика, многу повеќе сме оптеретени со тоа. Но повторно ќе се задржам на оно што ова е ново раководство на ВМРО-ДПМН. Кое е тоа ново раководство ако, например, во владиниот состав го имаме Муцунски, Николовски, Јанушев, Милошовски во собрание? Значи, релативно прашање прво е дали се високи позициите кои што ги обавувале. Па добро, министер или заменик спикер на собрание не се за подценување? Зборите за Па Милошовски. за делото, оние се Милошовски самиот пред некој период кажа дека до 2011 учествувал во политички процеси, после се повлекол. Беше член на парламентот после тоа, но не беше во некоја, да речеме, концентриран кичен кабинет, како што ги викаат западњаците, на одлучување. Нити па Николовски бил во таков, нити па уште помалку Муцунски бил во таков кичен кабинет кај што се носеле одлуките. Така да, но биле тука и ги гледале процесите. Знаете, секогаш Чомовски има една дилема во нашето општество, во кое што сега за сега се уште сме на линијата дајте нови луѓе, дајте нови луѓе, дајте нови луѓе, дајте нови луѓе. И ние неколку пати во минатите 30 години ни се случи, 5-6 пати ни се случи цели генерации на политичари да деташираме. Да се вратам назад. Душко Гадиевски, Љубен Пауновски, Илинка Митрева, Никола Ќуркчиев. Намерно спомнувам од двете страни. Биле дел од нив се и покојни. Биле изворедни ликови во политичкиот живот на Македонија, кои што прерано сме ги тргнале од политичкиот живот. Кои што немале афери, биле интелектуално способни, имале капацитет. Така да го гледаме малце и тоа низ процесите. Да гледаме дека да, треба некако да ја вратиме, да го вратиме дискурсот дека во политиката ни треба нова енергија и свежа енергија, но ни треба и искуство и знаење. Под наслов Мицковизмот е новата ера на режим, пишува новинарот и колумнист Ерол Ризав. Македонија длабоко загазува во нова ера на уривање на онака малку стекнати демократски придобивки од осамостојувањето на државата до денес. Многу бргу излезе на виделина груевизмот во ново руво со добри изгледи да биде надмината страхов владината коалиција тогашна предводена од Никола Груевски. Заскриени зад примитивен популизам во наводна одбрана на националните интереси, се демонтира македонското општество во еднопартиски диктат, полош од времето на едноумието и Никола Груевски. Не знам што да кажам. Ерол Ризавов е човек во години, заради годините треба да го почитуваме, но таквите креатори на политичкиот правец на СДСМ ја донесува СДСМ таму каде што е, прва работа. Мислам дека перцепцијата е изместена и дека се базира можеби повеќе и на нервоза спрема резултатите од последните избори. Инаку прерано е да се даваат такви епитети. Нема никаков символичен сигнал дека нешто оди во таков правец. Нити има некаков ригиден закон за медиуми, нити има било каков негативен однос према медиуми. Напротив, премиерот е за мој вкус дури и пречесто на телевизиските екрани, и пречесто во изјави одговара на прашања. Господине Димовски, од позиција на опозиција се зборуваше дека Преспанскиот договор е лош, дека ќе се направи обид ако дојдат на власт, а дојдовте на власт, дека ќе направат обид за поништување на Преспанскиот договор. Ќе се обидат да репреговараат со Европската унија, бидејќи францускиот предлог е лош. Се зборуваше дека договорот, капиталниот договор за изградба на коридорот 8 и 10 со Бехтел и НК е криминален и дека ќе го се поништи или во најмала рака ќе се декласифицира договорот. Сето од ова што сега го набројав, не гледаме ниту дека Преспанскиот договор ќе биде поништен, ниту дека до овој момент не е декласифициран договорот со Бехтел и НК, сега дури денове премиерот вели сега е веќе доцна да се поништува договорот. Да се обидам за трите елементи во вашето прашање, да дадам што е можно попрецизен одговор врз база на информациите кои што јас ги имам, але се секако целокупно и обемни. Околу делот со бугарскиот проблем кој што го имаме, мислам дека доколку не се репреговараше, до сега ќе беше заклучено прашањето и ќе влеговме во некој процес кој што ќе значеше внесување на Бугарија. Тоа не го гледаме. Гледаме дека има интензивни средби и комуникација на владата, на премиерот,
на претседателката на државата околу проблемот кој што го имаме со Бугарија и гледаме исклучително висок степен на интерес на меѓународната заедница и се повисок околу нашите позиции визави она што претходната влада го договори. Тоа значи дека нешто се случува. Не можеме да кажеме дека владата или државата го сменила односот визави она кога биле во опозиција тие кои што сега ја водат државата и владата. Реално ли е сценарието за одложено дејство на уставните промени? Да видиме. Не можам да кажам заради тоа што ги немам во детали информациите. Не сум вклучен во она што значи некаква дипломатија позади сцената, но ќе се согласите со мене дека ако беше така како што е тезата во прашањето, до сега ќе беа затворени прашањата. До сега ќе имаше почната процедура во собрание за внесување бугари во устав, а немаме такво нешто. Нити па имаме најава дека ќе се случи следниве недела 2-3 до празници. Вие сметате дека може да се поништи францускиот договор, односно францускиот предлог? Ние имаме комплексна ситуација во односите со нашите соседи. Пред се мислам тука на Бугарија и на Грција. Од една страна, приоритетно е за државата да изгради што е можно подобри односи со овие два соседи кои што се членки на Европската унија, кои што треба да бидат некаков стабилизирачки гарантор за целиот регион, кои што се економски посилни од нас, кои што треба да бидат некаков иницијатор за позабрзан економски развој кај нас, кои што, ако сакате, дури имаат во својата национална структура компоненти национални кои што се блиски со нас, кои што зборуваат на нашиот јазик и во Грција и во Бугарија. Од тој аспект мислам дека нашата држава треба да го гледа проблемот билатерален како мултилатерален. Ние немаме проблем со Бугарија или со Грција, ние имаме проблем на признавање на постоењето и континуитетот на македонскиот народ. Тука е проблемот и со Преспанскиот договор кој што вие го спомнавте. Преспанскиот договор во суштина погледнато низ грчката призма не е промената на името, туку е членот 7, каде што се дефинира и поделува македонскиот идентитет на два сосема различни идентитети. Еден хеленомакедонизам и еден славјаномакедонизам. Тоа е амбицијата на Грчката република. Тоа е амбицијата и на бугарската држава да искреира. За Преспанскиот договор за кој повелете. И бугарската држава има истата амбиција да искреира бугаромакедонизам и нов пост-македонизам, кој што се базира на тоа дека е врз база на некаква држава. Ние треба да докажеме дека македонизмот во едната, другата, третата, дури ако сакате и четвртата верзија со македонците муслимани кои што или помаците кои што живеат по Тракија и по турска Тракија и по Измир, по Каршијака, по Истанбул и така натака, дека има свој корен, своја суштина, ист фолклор, ист јазик, исти обичаи, исти песни, исти херои низ историјата и така натака. Ни треба да се обидеме она што го прават како дезинтегративен процес према македонскиот народ, не криејќи ги компонентите македонски во својата национална структура и Грција и Бугарија, не да го искористиме во обратен процес, да создадеме мостови, да ги отвориме границите, да соработуваме економски, фолклорно, културно. Што е предизвикот на следниот век? Ако успееме проблемот да го создаде, да го направиме придобивка. Преспанскиот договор, да ви одговорам, да не испадне дека сум избегнал, заради тоа што имам многу јасен и чист став околу тоа прашање. Преспанскиот договор е историска неправда спрема македонскиот народ. Преспанскиот договор, државата треба да има прагматичен и политички динамизиран однос спрема Преспанскиот договор кој што е адекватен на периодот во кој што се наоѓа државата. Односите со Европска унија, односите со стратешките партнери, односите со билатералните односи со соседите и така натака. И тоа некогаш изгледа онака како што вие го прашавте и јас не замерувам за тоа. Но треба да имаме една мисла во глава. Оној дел на луѓе кои што се обидуваме да ги гледаме работите и после 5, и после 10, и после 15 години. Да не ја испуштиме позицијата во која што секогаш ќе кажуваме дека Преспанскиот договор е неправда спрема македонскиот народ и македонскиот народ има право на долга, средна или кратка перспектива да се бори против последиците од тој Преспански договор. Пред 5 години премиерот сегашен, тогаш лидер на ВМРО ДПМН Мицковски, тврдеше и заговараше укинување на Преспанскиот договор. Пред неполн месец вели Преспанскиот договор е ремек дел на Европската унија. Дали вие мислите? Не, тоа сосема во друг
контекст беше кажано, он го кажа, ако вие велите дека Преспанскиот договор е ремек дело, тогаш истото ремек дело пресликајте го во односите со Бугарија, односно одложената примена на уставните измени, заради тоа што кога се гласаше Преспански договор во собрание, уставните измени влегоа со одложена примена. Тогаш е прв пат направено тоа. Може да ги погледнете документите. Господин Димовски, верувате ли дека е возможно уставни промени со одложено дејство? Видете, уставни промени без одложено дејство се невозможни. А што е возможно, ќе видите. Од каде оптимизмот кај вас дека нешто се крчка на релација Скопје-Софија? Видете, голем и видлив, дури и јавно видлив е интересот на меѓународната заедница околу ова прашање. Прва работа. Втора работа. Изместена е позицијата во францускиот, така наречен француски договор, да не ги навредуваме французите континуирано, изместена е доктрината, злоупотребена е моменталната политичка слабост на тогашната власт во Македонија во насока на постигнување на договор кој што ќе биде добар договор, оддржлив договор. И тоа е нотирано и детектирано од меѓународната заедница. Не е во прашање само односот на неколку критичари на францускиот договор, туку е детектирана слабоста во самите темели на тој договор. И тука базирам некаков оптимизам. Мислам дека и меѓународната заедница е свесна за изместената, премногу изместената дисбалансирачка позиција на тој договор. Ако за договорот со Бехтел и Енка, за кој ВМРО ДПМН тврдеше од позиција на опозиција дека е најголем криминал во поновата историја и дека за тоа се крие корупција. Зошто и по 5 месеци од владењето на Мицковски и оваа влада договорот не е декласифициран? Вака директно прашање треба да поставите до нив. Јас ќе ви кажам што мислам јас. Заради тоа што не можам да ви давам одговор на така концепирано прашање. Не сум дел од никаква државна институција, иако сме виделе сите некои делови од договор. Прво треба да бидеме честни и искрени, да кажеме дека тој договор има некаква тежина и заради компаниите кои што се вклучени во тој договор. Бехтел и Енка. Едната доаѓа од првиот стратешки партнер на Македонија, тоа е Соединетите Американски држави, другата доаѓа од вториот стратешки партнер на Република Македонија, еден од другите стратешки партнери, Република Турција. Така да, тоа прави некаков дисбаланс. Втора работа, која што мислам дека е многу битна, а и верувам дека владата ќе ја испочитува, е да го динамизира процесот адекватно на буџетските капацитети на Република Македонија, заради тоа што таа динамика која што беше претходно постигната е пребрза и прескапа за Македонија. Не можеме да го исполниме нивото да исплаќаме по 200-300 милиони годишно за само еден проект. Тоа е битно. Друга работа е битна да се види која е приоритизацијата на изведба на дел од договорените коридори. Дали ни е приоритет од 4 ленти да направиме 6 ленти помеѓу Тетово и Гостивар, или ни е приоритет од 2 ленти да направиме 4 ленти помеѓу Битола и Прилеп. За мене второто е многу побитно. И трета работа, дали владата може да успее, ракавица дури и за владата, дали владата може да успее во договарањето и балансирањето на цените и изведбените работи, да успее да наметне можеби и до изградба на некои делници кои што не се дел од овој договор. Зошто? Заради тоа што низ перцепцијата на македонците како етничка, како народ во Македонија беше премногу работа на западниот дел од Македонија. Да видиме, имаме други делници низ Македонија кои што исто така треба да бидат приоритетни. Гевгелија, Струмица, Ново село, Петрич. Треба да биде приоритет. Не е поврзано. Велес, Прилеп, понатаму Битола, еден крак, Охрид, еден крак, Лерин. Не е поврзано. Така да има и други патни правци во Македонија кои што треба да се разгледаат. Ако тоа успее да го направи владата, мислам дека процесот и целокупноста на овој проблем ќе добие сосема друга дименсија. Се најавуваат реформи во македонскиот правосуден систем. Се зборува за распуштање на судскиот совет и советот на обвинители. Имавме период во кој судиите ги етикетиравме како Сваровски, кацарска судство и така натаму. Пред една недела министерот за правда започна широки дискусии
со конференции се одржаа некои од нив, не знам точно детали, околу дискусија околу законот за судски совет. Да видиме што ќе донесе. Мене лично, ако ме прашате, јас мислам дека судскиот систем во Македонија треба да помине низ сериозен процес на длабоки, остри и силни реформи. Но не сум само јас тој што одлучувам, нити само вие, така? Сето тоа треба да биде конципирано и прифатливо, зошто? Заради тоа што ако правиме сериозни реформи во правосудниот систем, не ги правиме за Илија Димовски или за Гораст Чомовски, ги правиме за граѓаните да имаат повисок степен на доверба кон институциите. Каква е ситуацијата? Катастрофа. Дали имаме функционалност во институциите на правосудството и во јавното обвинителство и во судството? Не. Дали се подложни на влијание? Очигледно дека се подложни на влијание. Дали има обвинувања за корумптивност во тие постапувања? Има. Да почекаме. Велам, вие ги гледате со призма дека премногу нешто се прави, јас го гледам со призма дека премалку се прави. Да почекаме, да видиме тие консултации кои што ги тера министерот Филков, каков резултат ќе дадат, кој ќе биде предлогот од владата на државата, веројатно ќе се потруди владата според пораките кои што ги гледам да биде некаков прифатлив компромис помеѓу мојата крајна позиција и вашата крајна позиција, за да сето тоа биде разумно и прифатливо за граѓаните, но да почекаме. Јас многу побрзо би ги терал тие работи, можеби вие воопшто можеби не би ги терале работите. Да видиме. Но секако да подцртаме како некако заклучок во одговорот дека владата мора да даде видливи и ефективни резултати во ова поле. Ако не го даде тоа, ќе има сериозен проблем на следните парламентарни избори, кога и да се, да даде одговор зошто направила и дали тоа што го направила е доволно. Благодарам за разговорот. Благодарам и вас за прашање. Илија Димовски, поранешен пратеник, во моментов надвор од политичките води, но во позадина е активен. Следевте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Се надевам дека во изминативе 60 минути го задржавме вашето внимание со изборот на соговорниците и темите кои ги обработивме во ова издание на ТВ магазинот. Довидување до идниот петок во исто време.